Добар ден. Министерот Никола Тодоров 2 дена бесрамно ја криеше и заштитуваше Ивона Талевска на тој начин, обидувајќи се да ги сокрие и бесрамните малверзации и манипулации на власта со парите на граѓаните. Денеска ќе ја расветлиме шемата на огромниот медиумски корупцијски скандал со милионскиот тендер со фирмата Визарис МКД на миленичката на Груевски Ивона Талевска. Документот што ќе го добиете и вие ги разобличува шемите на власта на Никола Груевски, кои што веројатно не се применуваат и не се применувани само за овој тендер. Овој официјален документ од Централниот регистар на Република Македонија покажува дека доминантен сопственик на фирмата Визарис МКД ДОО Скопје уште при основањето внимавајте, не мајката Лимба, туку самата уредничка бизнисменка Ивона Талевска. Цели 9 месеци Ивона Талевска е доминантна сопственичка на фирмата за медицинска опрема Визарис МКД ДОО Скопје. Што се случува? 9 дена откако е распишан милионскиот тендер од страна на Министерството за здравство, Ивона Талевска се повлекува од фирмата и ги дава акциите на малцинскиот партнер Марко Петрович. Тендерот е распишан на 11 декември 2012 година. Ова ви е датумот на објава. А Ивона Талевска се повлекува на 20 декември 2012 година. Визарис МКД ДОО Скопје конкурира на тендерот и после 4 месеци го добива милионскиот бизнис од Никола Тодоров. 6 месеци по добиениот милионски бизнис во фирмата Визарис МКД Скопје се враќа бизнисменката Талевска преку својата мајка Лимба Талевска, а самата Ивона останува или станува лице за контакт. Ова, господине министре, не е малку неетичко, туку е класичен пример за медиумска корупција од невидени размери. Овде не станува збор за немање етика, туку за задоволување на материјалните апетити на луѓето кои што ги остваруваат медиумските апетити и интереси на вашиот шеф Никола Груевски. Го повикуваме Никола Груевски веднаш да излезе во јавноста, да се изјасни и да ја понесе одговорноста за овој мега корупцијски скандал во кој што е вмешана неговата влада. Благодарам, повелете со прашање. Можете? Се уште нема постигната согласност помеѓу работните групи. Не. А не знам, Никола Тодоров е, така што веројатно има побитни работи. За кои казнени одредби? Злоупотребата на избирачкото право на граѓаните на Република Македонија е околност за која што Социјалдемократскиот сојуз се произнесува повеќе од 6 години наназад и сметаме дека треба да бидат највисоко можно и најригорозни казните, бидејќи треба да биде јасно и на оние кои што одработуваат ситни бизниси за владата, за разлика од некои што одработува големи, дека може да страдат. Ви благодарам.